Šeri, što ki готвиме денес? Здраво гледачи, каде сме? Во мојата кујна. Кујната од Шери, што ќе готвиме денес? Шери, што ќе готвиме денес? Ајде, нова идеја. Ке видиме што имаме во фрижидерот. Аха, имам овде парчиња од лосос. Океј, добра идеја. Лосос ми се допаѓа. Шери сака лосос, сака риба, си сака. Што ќе готвиме со тоа уште? Гледам, ми останува уште од вчера зелката. Малку тоа, океј, може да го употребиме. Можам да употребувам. Ке земам една краставица, почна да се омекнува. Мора да се употреби. Што ќе оставиме исто? Овде имам исто корнишони, добро ќе оди. Имам идеја да употребувам ова салса од мамас. Салса дип. Рецепта од мама Катерина. Ајде, ќе ја поздравиме мама Катерина. Сигурно направи преубава рецепта. Ќе видиме што ќе направиме со се ова. Ама, ми треба уште нешто како гарнир. Имаме ова, зелка, малку, ќе земеме малку кромит исто. Еден убав кромит, што ќе го пропржиме. Треба уште еден гарнир. Ајде, имаме тестенини, интегрални. Денес ќе направиме нешто малку по лајт. За луѓе што јадат малку по лајт, зашто ти мора да се пази малку на килажата. Ја одамна мора да јадам лајт, се трудам да јадам секој ден малку по лајт. Ама, ајде. Оставев и полека ќе оставиме заедно. Ако гледате рецептите, навистина оти до сега рецептите што ги направив, не се рецепти што се многу мрсни, се лесни рецепти што сите можеме да ги спремаме дома. Ајде, прво, тестенините, обавезно вода. Резам тенџерето. Вуаля. Епс. Вода. Мислам оти ова ќе ги поминам малку во семки, чисто со еден тањер, да ги ставиме семките внатре, вода. Океј, ајде, вода се топли, малку сол и ова е едно, го спремам тука. Овде ќе му ставиме семки. Имам микс од семки овде, сончоглед, ленено семе, тиквица, имам све. Што имам? Ерфрајер. Ајде. Ќе пробаме пак со ерфрајер. Сакам да го направам малку специфично. Ќе му ставиме малку мед околу лососот, ќе го поминиме во семките и после ќе оставиме да се печи во ерфрајер. Ајде да пробаме, зашто да не? Една мала четка ќе имам овде, ако немам четка ќе земам една лажица, да, ќе мора една лажица. Четката не ми е на располагање. Малку мед, вака, на лососот и он ќе се пачка така во семките. Супер. Ќе му ставиме неколку зачини. Вака, малку сол и како да го ставам ова? Вака. Да се покаже, оти ова ќе оди со семките во ерфрајерот. Ништо, нема ни зејтин, нема дипутер, нема ништо. Ќе оставиме и второто парче. Исто од лосос. Малку со мед. Така, оставаме во семките. Така. Малку сол и малку од бибер. Вуаля. Ова исто во ерфрајер и ова ќе се стави за перење. А одиме, мислам, од ерфрајерот е наместен за... Видовте? Тука, две паче, ништо. Опс. Имаме 15 минути. Ајде, нека си тера.
Пак ќе кажам, многу лесно, тоа е една мала рака што имаме на страна. Освен да се мачиме тавата, отвараме ерфрајер, стискаме на копче, и се прави сам. Добро, една задача завршена. Да бришам масата. Апс, даската, вуаля. Супер. Второ, тестенините, гледам водата, почнува да врие, ајде. Многу ги сакам овие интегрални тестенини, пене. Ќе ги стам сите, знаете што, ако ми остануваат, ќе ги употребим за друга рецета. Секогаш е добродојдено. Ни кажува 7 минути, малку повеќе ќе ни биде тука, 10 минути, мислам ти ќе бидат спремни. Само малку зејтин да им додавам и да ги измешам. Почеток кога ги ставате, водата е млака, ќе имат тенденција да се стегнат, да се залепат. Овде ги мешате, затоа става малку зејтин и полека ќе се варат. Одиме сега, корнишоните ги држиме, ова ќе правиме со салсата, ова ќе го пропржиме со малку зелка како гарнир, а добри сме, без млад кромит не оди. Млад, стар и зелка. Одлично. Ми се допаѓа комбинацијата. Ова може да се врати во фрижидерот. Така. Ајде, една тава. Океј. Полека. Така, ова, исто. Зејтин. Секогаш кажувам, мора да имате едно парче месо или едно парче риба, или јајца, протеини, да имате микс од зеленчук. Денес ќе биде кромит, зелка, млад кромит, малку како гарнир, еден сос, јадење без сос не можам да правам. Мора. Во сите јадења да има еден сос. Денеска одлучивме за салса ди под мама, што малку ќе додаваме, ќе му додаваме малку корнишони внатре, ќе ставиме малку парчиња од краставица, ќе биде одлично. И мора или компир, или ориз, или тестенини како гарнир. Ова е еден оброк, како да кажеме, што е екилибре. Како се кажува екилибре? Што има баланс. Така. Ајде. Почнуваме со зелка. Малку покрупна ќе ја сецкам. Оти кога ќе се пропржи, ќе биде пулава така, ќе биде малку крскава внатре, а надвор ќе биде пропржена. Така, со 3 парчиња зелка мислам оти сме добри за еден гарнир. Вака. Валя. Ова ќе се пржи. Исто, ќе ставиме поголеми парчиња од кромит. Вака. Да се гледат кога се меша. Валя. Одлично. Така. И ќе му ставиме еден стар кромит. Ситно сецкан тој, за да биде полесно. Така. Ова оставаме на страна. Фрајерот си работи, ајде да видиме. Топ. Ова ќе го излупим, ќе извадиме прво лушпата. Првата лушпа секогаш тољава и не се употребува. Ама гледам оти има малку тољашчина, ќе мора да го поминам и под вода. Така. Апс. Даската чиста. Кроминот малку под вода. Ајде. Продолжуваме. Ситно сецкан кромит. Како го кажав минатиот пат, ја секогаш му оставам дршката овде, позади, тоа ми е полесно, оти кромитот не се распаѓа. Имаш кога сечат напред, сечат назад и после кога сечиш од сите страни ти се распаѓа кромитот. Јас го држам крајот и затоа кромитот е многу полесен за сецкање на мали коцки. Ета, и до крај одиме. Валя. Што останува за фрлање чисто ова. Хап. Така. Валя. Мора неколку зачини. Океј. Обавезно малку сол
малку шарен бибер. Много го сакам овај. Е мешано, мешавина од 4 до 5 врсти на бибер. Има бело бибер, црн бибер, зелен бибер, розев бибер и уште еден што навистина не знам точ, ама има 4 до 5 врсти на бибер мешани. Многу, многу убав вкус и убав мирис дава на јадењата. Ке му ставиме малку овде, гледам, кари, имам и други уште. Шафран, не. Малку цимет, не. Црни... Кајенска пепар. Па уште едно, тоа малку е луто. Ке му ставиме малку да ни лути. Да не се лутиме, ама да ни лути малку. Така. Вара, имаме и куркума, зашто да не... Куркума дава преубав мирис. Вкус не е јак, многу е здраво, ама ќе дај тоа и жолта боја на кромидот кој ќе се пропржува. Ќе биде убав на погледот во тањирот. Додаваме малку зејтин на тоа. И опа, го пропржуваме. Ова се, како кажав, дава жолта боја на кромидот. Да го измешаме малку. После ќе го оставиме да се пропржува. Нека убаво, а? Директно ја смени бојата од целата композиција. Можеме така да го кажеме, за мене тоа е една убава композиција. Имаме тестенини, имаме зеленчук и овде како ни оди дрв. Добри сме, и падна крпата. Ќе земам друга крпа. Вуаля. Ова да переме. Видиме со нова. Така. Ова. Тука направено. Ќе одиме со сосот. Сосот ќе направам ладна. Ќе биде убаво топло лосос, ладна сос, топла гарнитур, комбинација ќе биде врв. Многу ми се допаѓа оваа салса. Оп. И вуаля, лесно се отвара така. Еден тањер? Не, ќе земам. Дајме сосот внатре. Имаме пиперки, имаме босилек, имаме лук, имаме... Вау, каква мешавина. Навистина оригинална сос, многу лесна, спремна. Само да отварате теглата, ама. За мене, само да се отвори тегла, не ми одговара. Мора да додавам малку бибер. Ќе му додаваме малку корнишони, да дај малку така жичка кисела. Тоа ќе биде топ со лососот, со медот што го има на лососот. Да пазиме овде да не изгори. Така. Хо. Гледайте како убава боја. Многу ми се допаја. Така ќе кажам, едноставно, ама вкусно. Валя. Овде ќе ставиме, ќе ги направиме на мали коцки, така кога јадиме сосот, так, мали парчиња од кромидот, од корнишонот, ќе ви оди во устата, ќе пукат, како да ќе пукат во устата, и ќе ви го дава тој вкус на киселината од корнишонот. Плюс вкусот од сосот што го имате од почеток. Така, ситно сецкано. Маля. Така. Ова го додавам. Маля. Ќе направиме исто со краставицата. Краставица. Мислам оти пола краставица ќе ни биде доволно. Еде. Така. Валя. Како ви кажав минатиот пат, јас што правам со лушпите од краставиците, ги ставам во вода и ги давам во свекињата. Ама сега денес ги ставам за фрлање. Оп. Ова е крај. Да не продолжуваме да го печиме, оти ќе се изгори. Ова е окей. Ова ќе го правиме, ама пред се
reklamite. Шери, що ки готвиме денес? Що кажав? Сосот. Имаме салса, дип, мамас. Корнишони, ситно сецкани. Јас ќе направам сега исто со краставицата. Исто ќе ја правиме така долги ленти. Сме на страна, долги ленти вака. И од долгите ленти ќе правиме уште ленти и после ќе правиме коцки. Не е лесна работа, ама треба да се учите и вие да го правите това дома. Оти ќе видите на крај, на вистина, резултатот е одлично. На око и на вкус. Па, долги ленти се сечат. На вистина треба малку искуство за тоа. Оти пред да стигнам да ги правам така, неколку ногти се отидува, неколку парчиња од прсти се отидува, ама тоа е тоа. Тоа е искуството, гледате. Да се прават мали коцки. Одлично. Секогаш внимавајте да имате добар нож, оти без добар нож ич не можете да сечете како треба. Ножот е секогаш најважното алат за еден готвач. Без добар нож е како еден штрафцигер за еден електричар, како една клешта, како това се алатите, това се наши алати. Ако не сечат, џабе, нема убаво да готвите. Ова е сега пола спремно, оти јас ќе му додавам уште неколку мерили внатре, мора. Мислам да му додавам малку масло, маслиново масло. Мора. И многу ми оди малку и кари со тоа, зошто да не? Ставивме куркума таму жолта боја, кари малку овде жолта боја. Ќе личи. Ќе биде убаво, видите. Топ. Многу ми е жал секогаш за вас, што не можете да го мирисите ова што го спремам, ама навистина сигурен сум, оти вие дома ќе правите исти рецепти како јас ги правам и ќе го имате истиот мирис. А мора да го правите тоа, оти навистина се убави, вкусни рецепти. Каде сме со рибата овде? Ајде да видиме, да зирниме малку. При крај е. Ајде. Оризот беше во претходните емисии. Овде мислам оти ми се спремни тестенините. Ајде да видиме докаде сме со тестенините. Вау. Па да, сварени се. Уште една минута и топ ќе ни бидат. Ќе ги исцедиме. Вака. Вака. Ова крпа. Тука. Ќе ги исцедиме. Цедалката. Ние. Тука ќе ги ставиме. Овде. Вака. Ајде. Како Ара. Оп. Окей. Арно имам секојаш крпа, оти навистина. Го кажувам тоа на сите други, оти треба да внимават, а прв што не внимава, јас сум. Вала, ова ќе остане тука. Ми треба ова за сервирање. Окей. Ова можеме да го симниме. Малку маслиново масло. Мислам оти ништо друго не треба. Имаме зеленчук, имаме сос, имаме тестенини. Можеме да кажеме оти сме при крај. Ајде. Сега одиме на сервирање. Во што ќе го сервираме? И треба, да. Убав панир. Имам овде две убави доле. Овие. Супер.
And фраерот ми кажува оти лососот е завршен и совршен. Океј, ќе оставам таму, нека стои на топло, он си е океј, а ние ќе почнеме да сервираме. Малку да прам место на масата. Вуаля. Еден тањир. Вториот тањир. Супер. Многу ми се допаѓа вака. Ќе почнеме со малку сос. Како ви кажав, ова е ладна салса со корнишони и краставици. Малку кари, малку масниново масло, чисто така да го смениме оригиналниот вкус, што е преубав, многу убав е, ама јас сакам секогаш да му додавам нешто плюс. Сега ја земуваме рибата. Како кажав, нема масло, нема ништо додадено. Чиста риба, семки, му ставивме малку мед. Така. Вау, многу добро. Океј. Имаме зеленчук. Зеленчукот е црвена зелка со кромит, ситно сецкан, пропржан и млад кромит. Му дадовме малку куркума, чисто така за боја и за да има малку друг вкус и мирис. Вала. Како убави бој во тањирот, многу ми се допаја. Ке видите кога ќе го правите тоа исто дома, ќе видите воодушевени. Комбинација на вкусови, на вистина зелка, кога се пропржува зелка, малку ми е чудно. Ама во Македонија многу се прави подварок, се прави такви ствари, ама ова е повеќе за лето. Ова не е зимно јадење, ова е летно јадење. Океј, тестенините на крај. Кај ми си тука. Вала. И ова на крај, како гарнир. Така. Вуаля. Вау, детален оброк. Јас слушам Шери, доаѓа. Ќе биде многу задоволна денес. Она што премногу сака такви јадења, така малку по лајт, да кажеме. Малку зедин. Така. Како ми се допаѓа. Ставиме малку сув копар. Вала. Така. И одиме со мало гарнир од овде парче нане. Така. Во тестенините. Пак ќе кажам, целата љубов во тањирот. Мислам ти, Шери, што ќе готвиме денес, па направивме нешто преубаво. Лосос на подлога од салса, со микс од зеленчук и убави тестенини интегрални како гарнир. Се гледаме наредна емисија и за денес бон апетит. Нашите пријатели од Вино Маркет, денес ви носиме неколку корисни совети како да го изберите, сервирате и уживате во вистинското вино. Со оваа добра храна мора да се најде и добро вино. А во Вино Маркет може да најдеме едни од најквалитетните вина на пазарот. Таму ќе најдете 200 различни видови вина од врвни македонски винарии. Еликс Бовин – бело вино со цитрусна свежина, благо тропски тон и заоблен финиш. Перфектен избор за сите кои што сакаат балансирано вино, што се пие лесно, но не е премногу едноставно. Одлично со пилешко, риба или како пијалок за разговор.
Посетете го вино маркет во центар и не ја пропуштете шансата да пробате нешто ново. Шери, што ќе готвиме денес?